Тешки денови пред високото образование, дилемата е квалитет или квантитет. Бројот на студенти се намалува заради тоа што се намалува и бројот на ученици во средните и во основните училишта. Бројноста на факултетите, особено на приватните, допринесува до квалитетот на образованието, меѓутоа не секогаш во негативна смисла, тоа што имаме многу конкуренција на пазарот во однос на високообразовни установи, ни дава на нас еден мотив, значи да креираме повеќе студиски програми. Кој од студентите колку вреди освен на настава, професорите можат да проценат и преку дебати. Вакви дебати им пружи можност на студентиве да се искажат и да можеме и ние како институции и професорите од различни универзитети да знаат кој студент може. Една таква дебата се одржа денес на правниот факултет, а студентите, поделени во две групи, имаа задача да ги презентираат аргументите за и против квалитетот, односно квантитетот на факултетите. Ние мислиме дека треба да се зголемат стандардите кои што ги бараат нашите универзитети. Ова мислиме дека би се реализирало со зголемени критериуми во однос на запишувањето на студентите во овие универзитети, па затоа имаме критериуми кои што се однесуваат за воведување на приемни испити и слично. Понатаму имаме аргументи кои се однесуваат во однос на праксата, зголемување на праксата која што универзитетите им ја прават достапна на нашите студенти. Ние како негативен тим сметаме дека квантитетот во нашето образование воопшто не задире во рамките на самиот квалитет и сметаме дека самите универзитети треба да имаат поголеми квоти за упис на универзитети, односно да дозволат на секој студент кој што сака да го продолжи своето образование да го продолжи, меѓутоа тоа не значи дека секој кој што ќе се запише на универзитет ќе има можност истиот да го заврши доколку не докаже квалитет во неговото студирање. Денешната дебата прва во Штип е четврта во Македонија, организирана од страна на Секретаријатот за европски прашања во склоп на проектот ЕУ Звезди.